Говорејќи за здравствените ризици, особено кај младата популација, со сеце некако ја начнавме темата. Вчера одек на всушност и на голем дел од нашите медиумски пишани медиуми, портали, всушност веста дека во едно од образовните институции кај нас во Буњаковец деца нашле шприц во градинка, така беше, чинам дека баш во Буњаковец, ако не се лажам, и на некој начин одек на темата за самата безбедност на децата. Па веднаш некако не потикна сето тоа, можеби доктор Мира да имаме денеска на линк, меѓутоа сосема за друга тема и генерално всушност децата и нивните ризици се вистина со огромен спектар. Апсолутно, верувам дека голем број од родителите се соочуваат со слични ситуации кога ќе ги изнесат дечињата да ги прошетаат и кога ќе се соочат со секаков тип на фекали, со секаков тип на отпадни материи кои што ги имаме за жал на секаде во нашето блиско опкружување. Какви се здравствените ризици кај децата? Зборувајќи на оваа тема, Марија, имаме на лице место. Марија, добро утро во ова твое прво линковско вклучување. И верувам дека со доктор Мира навистина ќе дадете корисни совети, особено за сите оние кои што не гледаат, а ги имаме и младите родители, ги имаме бабите, дедовците кои што исто така поминуваат време со своите внуци, така што ќе бидат добре дојдени овие совети. Повели. Така е, нашата денешна тема токму отеране сите оние здравствени ризици кои што би можеле да се појават кај дечињата доколку имаат контакт со отпадоци, фекали, сите оние нечисти предмети од самата нечиста околина. Токму така како што напоменавте, инспирација за ова вклучување беше вчерашната вест која што кружеше по социјалните медиуми и порталите дека дечиња од Скопска градинка наводно си играле со наркомански шприц, каде што пишуваше на истите дека и се гребеле со самата игла, но потоа искочи и информација дека истите немаат никаква повреда и дека немаат никаква инфекција, но се разбира дека е убаво да се напомене за тоа кои се пак самите опасности и што би можело да се случи во таков момент. Ово утро заедно со нас е доктор Мира Атанасова, која што е педијатар, и верувам дека има многу повеќе да ни каже околу оваа тема. Да и посакаме добро утро. Добро утро. Доктор Атанасова, што вие мислите конкретно за оваа случка која што можеше да се прочита во текот на вчерашниот ден? Какви опасности демнеа токму од такви ситуации? Вака, без оглед дали е точна или не оваа информација, во прв поглед сите не загрижи. Факт е дека не загрижи. Верувам и родителите и нас како лекари, затоа што се работи за деца, а децата всушност ни се и најважното нешто. Ние мораме да ги заштитиме во простори, во објекти кај што престојува, значи во институции кај што се згрижени, дали е тоа градинка или училиште, и апелирам на поголема внимателност, бидејќи по природа децата се љубопитни. Децата ги интересира се што се наоѓа околу нив. Ние сме тие што им сме модел за однесување. Ние сме тие како родители, како воспитувачи, како наставници, што ќе ги насочуваме и ќе ги едуцираме што треба да земат, што не треба да земат, што треба да прифатат, што не треба да прифатат. Значи, едукацијата е многу важна и од страна на родителите, и од страна на тие што ги згрижуваат и ги воспитуваат децата во установите. Како педијатар би истакнала дека вчерашниот случај ме загрижи, бидејќи беше спомнато дека неколку деца се во прашање, а верувајте, кога се работи со медицинска опрема, со такви препарати, е навистина сериозно. Ако децата дошле во контакт со иглата, таа игла има остатоци од лековитото средство, што е нели во шприцот. Многу е битно дали се случиле грепкања, екскоријации, дали се случило и убод кај некој од дечињата. Зошто загрижува? Загрижува затоа што многу ни е важно па дали нашиве деца се редовно вакцинирани. Тука прво демна опасноста од една локална инфекција, да не речам, оти тоа е употребен нели шприц, локалната инфекција ќе направи влез на сите оние нормално бактерии на нашо ни живеат на кожата. Знаат, сите стафилокока епидермидис ние имаме на кожата и таа само чека шанса да влезе во телото. Шансата е да начека влез, отвор, огработина. Многу ни е полесно на нас како лекари да решаваме таква инфекција. Нормално ќе прибегнеме кон препишување на антибиотска терапија кај таквото дете, локална терапија антибиотска ќе дадеме, раната ќе се дезинфицира. Меѓутоа, посериозните последици би биле ако нашиве деца не се вакцинирани со дитепер вакцината и со хепатитисот Б.
Значи, цело време апелираме на почитување на вакциналниот календар, апелираме до сите родители редовно да ги вакцинираат децата. Во текот на животот не знаете кога ќе дојдете во ситуација да се огребете, да се повредите, да се испосечете, и тогаш секогаш првото нешто што еден хирург или инфектолог ќе го побара вакциналниот календар. Дали е по правило, значи детето дали е вакцинирано по календар. Многу важни две вакцини ги спомнав, тие веќе се и во едно, ги ставаме во поливалентните вакцини, децата ги примаат по редослед, првата годинка 3 дози имаме, па ревакцина, па уште една ревакцина. Си продолжуваме и во школската возраст со тие вакцини. Ако се сеќавам добро, првата вакцина хепатитот Б во Македонија, јас и сестрава што работеше со мене, ја дадовме на 1 ноември 2004 година. Значи, може да замислите колку долго време, веќе преку 20 години, во Македонија хепатитот Б вакцина е ставена во редовен календар. И тоа не радува сите нас, ние им нови вакцини воведовме. Да спомнам дека тетанусот е многу сериозно заболување. Во старо време сите постари пациенти многу убаво знаат што значи тетанус, што значила е голема смртност од таквата болест. Меѓутоа, еве со тек на време, благодарение на вакцините, ние сме ги искорениле овие болести. Значи, апелираме на едно однесување сериозно од страна на сите. Значи, каде што има деца, таму има љубопитност, таму има интерес од нивна страна и сите да си ја работат работата. Значи да внимаваме. Дечињата се љубопитни, се ги интересира буквално. Нашата тема всушност е конкретно здравствени ризици кај децата кои што се во контакт со отпадоци, фекалии и нечиста околина. Па кои се оние здравствени ризици кои што би можеле да произлезат токму од тој контакт? Не е само овој случај во прашање. Ние имаме секојдневно јавување од родители, не само за овие вакви ситуации, и повреди, и посекотини, модрици, хематоми, меѓутоа имаме и ситуации кога нешто нечисто ќе стават во уста. Толку години работам, оваа година имавме ние 2 дечиња со една паразитоза, што упорно родителите тврдеа дека таа е стекната за време на престој на нивните деца во градинката. Апелираа дека дворот на градинката не се одржува доволно чисто, значи има фрлени отпадоци, дека таа градинка, например, е од отворен тип, не е заградено, не е затворено. Има голем промет на деца, на луѓе, улични кучиња, улични мачки. Значи, апелирам да се внимава, да таквите објекти бидат од затворен тип, да бидат со обезбедување, да бидат со добра служба од страна на хигиеничарите, затоа што не може во 21 век да дозволиме нашите деца да имаат паразитарни заболувања, па ние после тука да се мачиме со месеци да ги средиме таквите ситуации. Децата се љубопитни и секојаш нешто што им е интересно на дофат, тие ќе пробаат да го фатат. Не дај Боже, малите деца што се од предшколска возраст на 2 или на 3 годинки не знаат за опасностите. Децата и немаат осет за опасност на таа возраст. Не се обучени или не се едуцирани, а опасноста се стекнува со тек на време, затоа што ние сме тие возрастните што им сме модел на децата и им укажуваме што е опасност. Понатаму да речам, таквите деца, ако еднаш, 2 пати ги опоменеме, нема да фаќаат нечисти работи. Ќе се грижиме да наметнеме некој модел на однесување, да се одржува и лична и колективна хигиена. Значи, многу е важна превенцијата во ваквите случаи. Превенцијата пак ја направиме ние возрастните и пак ја направат установите кај што децата се сместени. Темелно миење на рачиња, во сите објекти таму мора да има течен сапун или тврд сапун. Таа обврски родителите, верувам, ја имаат дома, ги едуцираат децата како се одржува лична хигиена. Просториите кај што престојуваат децата мора да се проветрени, мора да се чисти, да се избришани прашините, играчките да се чисти кај што децата играат во градинка. И верувам дека нема да имаме проблеми од ваков тип, што спомнав дека имаме и доста паразитарни болести, а 21 век, верувајте, со висок степен на хигиена, со висок степен на употреба на детергентите и во семејствата и во јавните установи, верувам дека нема да има такви проблеми. Доктор Атанасова, навистина ми е драго што не излеговте во пресред да зборуваме на една ваква важна тема и се разбира ви благодарам за одвоеното време. И благодарам и на вас.
Се надевам овие информации беа добредојдени за нашите гледачи со оглед на тоа дека навистина станува збор за исклучително важна тема. Говоревме за сите оние здравствени ризици кои што би можеле да се појават доколку малите дојдат во контакт со нечистата околина. Упати голем поздрав Марија до доктор Мира, со оглед на тоа дека со ЦЦВ се подсетивме на некои убави мигови, оваа прекрасна дама која што едно време тука и ни музицираше на пијаното. На пијаното, да. Така што апсолутно дама која што има многу таленти во себе, не скриени, баш така видливи беа тогаш и за Телма телевизија. Голем поздрав упати, па се гледаме со неа можеби во некој од нашите редовни утрински теми.